Божи благослов, браќа и сестри. Од денеска сакав да личам на воено лице, иако не премногу се разбира. Инаку ова утро примев една многу жална вест и малку ми го поремети расположението за самата проповед. Почина една многу драга сестра, мене може да ми биде и мајка по возраст, и мене ми беше толку драга, што ја нарекував мојата американска мајка. Значи се работи за една верничка од Соединетите Американски држави, која што беше болна од рак и која што често престојуваше во здравствениот центар во Хартланд институтот на повеќе здравствени сесии. Инаку со неја разговаравме многу и на духовни теми. Јас лично неколку пати разговарав и после враќањето од Америка неколку пати преку Skype на телефон со неја. Последен пат се слушнав 2010 година, кога се обидов лани да ја добијам на телефон, не можев. А оваа година, за жал, не се ни обидов до сега. Сестра се викаше Линда Хейнс. Имам забележено дека многу наши браќа и сестри кои што ќе закачат некој карцином во својот живот, дури ако забележат некој значителен успех во лекувањето на таа болест, се разбира по пат на сите овие терапии, принципи кои што денеска и во светот се популаризираат. Сепак, после некој време, тие ја губат битката. Тоа беше случај со една исто така драга пријателка, сестрата на собственикот на Форт Мида, кај која што 2000 година, заедно со брат Роберт Панакок и некои други, бевме во нејзина посета, и кога и ги објасниве принципите за здрав живот, таа и сите нејзини домашни, иако беа атеисти, самите рекоа дека се атеисти, клекнаа заедно со нас да се молат после тоа, после нашиот разговор. Имаше големи успеси и резултати, што лично, значи, незиниот брат Маријан, собственикот на Форт Мида, беше многу воодушевен од сето тоа. Но ете, и таа сестра, мислам, пријателка беше цело време, почина во 2008 година, се сеќавам. Јас последен пат се видов со неја 2006 година, кога таа лично беше многу загреана и воодушевена и сакаше да инвестира во Македонија, да започне процес на производство на органска храна. Дали некоја ще се запрашале зошто се случува тоа? Дали познавате некој кој што бил целосно излечен од рак и никогаш повеќе не починал, никогаш повеќе не му се повратила болеста, никогаш повеќе? Дали познавате? Јас навистина би сакал да знам дали постои. Да. Тоа е точно, јас тоа најмногу го знам по себе. Секој организам е различен. Знам, ако мислите на она авторката, да, точно е. Едноставно го поставив тоа прашање како едно охрабрување дека, особено кога е во прашање Божјата сила, за верникот во таа сила не треба да постојат неизлечиви болести, иако не значи дека Господ секогаш ќе ги излечи кај секого. Секогаш кај секого не значи. Зошто? Затоа што живееме во таков свет, каде што многу често е по-безбедно да се биде мртов, ама спасен. Тоа важи за мнозина наши роднини, пријатели, важи и за многу деца,
кои што биле на мали години положени во гроб, ние не знаеме. Меѓутоа, по оно што го гледаме што се случува, и како што често пати има речено и брат Борче, денеска е да планира човек да прави деца, самата таа помисла е страшна, знаејќи во какво време се живее и во какво време треба да растат тие деца денес. Се разбира, ние не знаеме и за никого ништо не можеме со сигурност да кажеме, бидејќи тоа ќе го открие само Божиот суд. Само оно што се знае може да каже зошто тој и тој човек, таа и таа личност замина прерано во гроб, или ако се работи за мали деца, или ако се работи за некој пријател, за некој роднина и така натаму. Ние можеме само да нагаѓаме. Во голем број случаеви постои лична одговорност за сето тоа. Како, например, брат Александар Ристовски, кој што му беше советувано да не излегува со велосипедот. Меѓутоа, често пати тој сакаше да излезе со велосипедот и на крај така и загина. И иако не се сомневаме ни најмалку во неговото спасение, сепак понекојаш овдешниот живот можеме самите да си го скратиме. Но често пати се случува Господ да дозволи тоа да се случи и без наш удел во сето тоа. Инаку денес сакав да започнам со една тема која што мислев да имаме во најмалку 2 дела, а евентуално и повеќе, зависи. Насловена како борба и триумф. И воедно, зошто и сакав да изгледам како воено лице. Последен пат, кога зборувавме за остатокот некаде пред 3 саботи, ги прочитавме сите стихови кои што се однесуваат на остатокот, особено во Откровението. И јас би сакал за почеток да го прочитам уште еднаш стихот во Откровение 12 глава 17 стих, Откровение 12:17, каде што апостол Јован во визијата што таму ја видел во таа глава, во 17 стих вели: и се разлоти змевот на жената. Змевот е символ на непријателот, сатаната, така и објаснето во самата таа глава и во 9 стих кога се вели старата змија. Истовремено е и символ на паганските, сите пагански сили кои што делуваат во светот и преку кои што тој делува. А жената представува символ на Христовата црква. И сега ќе обрнеме посебно внимание на глаголот што е споменат во 17 стих. Откако се разлотил змевот на жената, тој што направил, отишол да прави што со неа? Прво, што забележуваме е дека отишол да војува. Меѓутоа, не војува со жената, не војува со целата црква, туку војува со остатокот од незиното семе. Значи, како прво, непријателот војува против тој остаток. И јас реков дека тој остаток на крај ќе ја сочинува, само тој ќе ја сочинува Божјата црква. Затоа и остаток, бидејќи само тие ќе останат верни до крајот. Иако тоа не значи дека само тие се спасени, бидејќи мнозина што се спасени веќе се во гроб.
но ќе останат живи до крајот. И ќе останат верни до крајот. Се разбира, многу безбожници ќе бидат живи до крајот, но тие ќе погинат од славата на второто Христово доаѓање. Значи, змејот војува не со целата црква, туку само со остатокот, опишан како оние кои што ги пазат Божите заповеди и го имаат сведоштвото на Исус Христос, го имаат духот на пророштвото. Објаснете што значи да се има духот на пророштвото. И сега како изгледа таа војна? Што значи кога во Библијата се вели дека непријателот на Божиот народ, кој и да е тој, војува со него или против него? Што се постои во една војна? Обично кога се споменува или се помислува на војна, се помислува на катастрофи од типот на материјални разорнувања, на пустошење, смрт, насилство и така натаму. Меѓутоа, дали една војна се состои само од тоа? Кога започнал непријателот да војува на оваа планета? На почетокот. Против кого војувал? Против жената. На оваа планета. Ја го ограничувам прашањето на оваа планета. Непријателот на оваа планета почнал да војува против жената, која што после падот во грев добила име на староеврејски Хауа, од каде што е преведено како Ева, што значи живата, живка по наше. Така, Адам така ја нарекол. Бидејќи таа е мајка на сите живи. Односно, секој што е жив, секој човек што е жив е роден од жена. Не од женка, значи не настанал од мајмун, тука е роден од жена. На кој начин сатаната војувал против жената? Дали, например, се послужил со насилство, дали ја нападнал со намера да ја убие, да ја наштети некако? Ако така постапел, што би се случило? Што мисли? Дали можел? Тој не ни помислил така да постапи како прво. Не е толку глупав така да постапи. Денеска, дали можат демоните и нечестивите сили? Тие самите можат. Меѓутоа, дали се осмелуваат физички да ве нападнат, да ве убијат, да ве измасакрираат? Што мислите, зошто тоа не се случува? Да, Бог не дозволува, а често пати и самите тие не сакаат така да постапат. Со други зборови, тие многу добро знаат дека кога ќе се најдете во криза за вашата лична безбедност, во такви ситуации многу, значи кога сте растревожени, со други зборови, во таква ситуација вие многу полесно ќе се потпрете на Бога, ќе го повикате Него за помош, отколку во ситуација кога не ви се заканува никаква навидум опасност. Тогаш кога не ни се заканува опасност, кога сме најрелаксирани, кога сме најопуштени, тоа е ситуацијата која што непријателот ја смета за најповолна за него против нас. Кога физички би не напаѓал, тогаш тој само би ни ја подгревал нашата вера, што знае дека веќе ја имаме, и само би не терал што повеќе и повеќе да бараме помош од Бога и да се потреме на Него. А токму тоа тој не го сака. Тој сака ние да сме
во ситуација во која што сме најнезависни од Бога. Да се чувствуваме најнезависни од Бога. Од изворот на нашата сила. Од изворот на нашиот живот. Воопшто. И во таа наша независност, кога мислиме дека, или така се чувствуваме дека во моментот се ние држиме под контрола, дека е се безбедно, дека е се окей, тогаш е неговата најголема шанса да не упропасти. Како? Со тоа што ќе не намести на греф. Тој не може да не натера на греф, често пати се вели да не наведе на греф, но може да не намести. Секој искушение представува една таква местенка во нашиот живот, дури и најситните, најбезначајни искушенија. Значи, една војна вклучува интелигенција, како што на англиски се вика разузнавачката служба, например. И всушност во историјата војните се добивале многу повеќе со успехот на интелигенцијата, отколку со воената сила. Само со воената сила не се добивале војни, особено битни војни. И сатаната се посочи со интелигенција. На кој начин ја освоил оваа планета, на кој начин го заробил човекот како негов воен заробеник, со интелигенција. Дори апостол Павле отворено ни кажува нешто што очигледно, или може би не толку очигледно во Битие, но многу е појасно кога го читаме, например, коментарите на таа тема, например во Патриарси и пророци од Елена Вајд, но таа е само меѓу последните кои што го кажале тој коментар во историјата на христијанството, дека Адам не бил прелажен. Значи, таа интелигенција не можела да го излаже Адама, меѓутоа непријателот имал друга карта во джеб, друг джокер. Тој знаел дека, зашто воопшто и пристапил на жената прво. Значи, тој знаел дека ако ја добие жената, ако ја победи прво жената, тогаш шансите се многу поголеми да го победи човекот. Да го победи Адам. Зошто? Бидејќи Адам има слабост кон жената. Стара тема. А многу актуелна во 21. век. Толку стара тема, а толку актуелна. И се уште. До ден денес, бидејќи човечката природа не се променила. На тој начин непријателот успел. Сега, бидејќи го спомнавте небото, значи дека прв пат се побунил против Бога, самата глава што ни кажува? Значи 12-та глава од Откровение, на самиот почеток од визијата, значи почнавме со крајот, последните зборови од главата, но на самиот нејзин почеток, кога Јован го гледа овој змев, тој го опишува со зборовите, значи од 3-тиот стих го опишува змевот, веднаш после жената, потоа се јави друг знак на небото, ете голем црвен змев со 7 глави и 10 рогови, а на главите негови 7 круни. Значи и змевот има круни на своите глави. Четвртиот стих вели, опашката негова повлече 1/3 од небесните звезди и ги фрли на земјата. Што значува овој символ? Исто така знаете. Како што ни вели книгата за Јов, тие звезди се ангелите. Според некои информации од Елена Вајд, на почеток дури половина ангели застанале на страната на Луцифер. Меѓутоа, некои набргу после тоа, откако согледале со кого имаат работа, значи ги согледале неговите вистински намери, неговиот вистински карактер, се вратиле кај Бога
Така што оние кои што конечно останале на негова страна се наречени 1/3. На кој начин непријателот успеал да заведе 1/3 од небесните ангели? Зошто воопшто се води голема борба почнувајќи уште од тогаш, кога избила на небото, па се до ден денес на оваа планета? Зашто самокниот Бог одамна не ја завршал оваа борба, оваа војна, одамна не го решил, не го расчистил овој случај? Токму така, затоа што непријателот е премногу лукав. Како што слушнавме од Стефани, непријателот и ден денес настапува со лукавство, особено преку медиумите денес. Впрочем, знаете зборот медиум што значи? Од каде настанал зборот медиум? Значи, медиум значи посредник, меѓутоа, кога се користел, освен на латински јазик, кај што значил било каков посредник, кога се користел зборот медиум пред да настанат овие печатени електронски медиуми? Кој бил медиум? Медиуми биле луѓето што се занимавале со сатанизам. Значи, вештерката од Ендор била медиум. Значи, тоа се називи за луѓе кои што пренесуваат пораки или се посредници во вршење услуги на луѓе од страна на демонските сили. Тие се наречени медиуми. Што мисле, дали е случајно што печатените електронските медиуми се викаат медиуми? Воопшто не е случајно, бидејќи се работи за средства кои што ги користи истата непријателска сила. Значи, непријателот и ден денес, особено преку медиумите, војува со лукавство за да упропасти милиарди човечки души. Се разбира, некои демони, кои што се премногу бесни, според сведоштвото на Рожер Морно, постојат 3, како да ги наречеме, дивизии, постојат 3 класи на демони во демонскиот свет. Првата класа која што тој ги споменува се демоните кои што по својот карактер немаат ниту желба, ниту намера некого да му нанесат физичко зло, да го повредат. Значи, тоа се демони кои што не уживаат во крвопролевање, напротив, може би и се гадат од тоа, баш кои што и ние би се грозеле од такво нешто. Меѓутоа, тие се специализирани да ги лажат луѓето, да ги мамат со разни видови на измами. И најголемо задоволство им причинува, значи, кога ќе не измамат во нешто. Например, кога луѓето ги мамат, кога одат кај бајачи, вражачи, кај вештери и вештерки, за да комуницираат со мртвите, наводно. Значи, овие духови уживаат да ги мамат луѓето, измамливи духови, немаат намера, ниту желба да нанесуваат физички повреди, зло, убиства и така натаму. Едноставно се специализирани и најмногу им причинува задоволство да ги лажат луѓето. Тие се како да речам, кротките демони. Најмирните демони. Постои втора класа на демони, кои се наречени војни, значи оние кои што војуваат. За нив Рожер Морно сведочи како поранешен член на сатанска секта, на кои што му биле откриени овие работи,
дека тие се специализирани за предизвикување на војни, на глобален план, значи тоа се светски војни, војни меѓу народи и држави, или било какви кавги, било какви караници помеѓу членови на семејствата во самата црква. Со други зборови, тие местат ситуации, и ние многу добро од искуство знаеме како тоа изгледа, каде што ќе се скараат двајца во самата црква, или во самата црква ќе настане некој джумбус, едноставно затоа што ние сме склони да донесуваме нагли одлуки и погрешно да протолкуваме некоја работа, или како што велиме во жаргон, да влеземе во филм. Во некој филм кој што не е така реален, меѓутоа ние мислиме дека е баш така, дека тоа и тоа се случило заради нешто што ние сме си умислиле и нешто што ни се сугерира во моментот дека е така, а некоја заблуда. Меѓутоа ние се потпираме 100% на таа заблуда и настанува куршлус. Значи, било да се тоа обични караници меѓу членови на семејството, во едно семејство, во црква, или цели војни помеѓу народи и држави, затоа се специализирани овие војни. Војн, во множина, војни. И третата класа на демони се наречени мачители, или оние што вршат тортура. Тие се најбесните демони, за кои што Рожа Морнов сведочи дека нив им било, значи, така му било речено од страна на сатанскиот свештеник, дека овие демони, мачителите, кога биле избркани од небесата, значи кога биле избркани од Божјото царство, доживеале, како се вика тоа на македонски, тежок нервен слом. Да, значи, тоа буквално се случило со овие демони, се вели, и од тогаш, значи, илјадници години од тогаш, тие живеат како во некоја ментална болница, единствено исполнети со омраза, најмногу, тие меѓу себе се мразат како прво, како што бандите, членовите на една банда или мафија, како што знаете, меѓу себе се мразат и ако треба за ситна работа и меѓу себе ќе се исполиквидираат, откако ќе успешно ќе извршат некој грабеж или така натаму. Исто демоните, оние меѓу себе се мразат, но најмногу го мразат човечкиот род, или како што се изрази Рожа Морнов во неговата автобиографска книга, оние кои што Господ ги создал според својот лик, значи луѓето. Не може да му се осветат на Бога, да му се него да му наштетат, не можат по магарето, па по самарот, по оние кои што ги создал според неговиот лик. Рожа Морнов дори и опишува сцени кај што овој вид на демони често пати знае од досада, веројатно, немаше друго да прават, знаат да се материализираат во човечка форма. Тоа сите демони го можат, се разбира. Меѓутоа, мачителите тоа го прават не со цел да излажат некого, туку едноставно ќе се материализираат во човечка форма, со имитации, значи, на крв, на месо, и со моторни пили знаат гладиаторски да се тепаат меѓу себе и да се касапат, да се масакрираат и да уживаат тоа да го прават. Се разбира, не умираат од тоа, меѓутоа уживаат тоа да го прават. Тоа им е... Замислете, ние луѓето да не можеме физички да умреме, како би изгледал овој свет? Дали гладиаторски борби, дали... Каква касапница би бил тогаш, кога последиците од тоа не би биле смртоносни? Може да се замислите во каква душевна и ментална состојба се наоѓаат овие бесови, а од тука разбираме во каква душевна и ментална состојба се наоѓаат многу луѓе.
кои што се обземени од нив. Интересно е што кога човекот ќе го напушти Бога, кога Светиот Дух не живее повеќе во него, тогаш буквално не постои дно. Не постои дно. Не постои некое крајно дереđе на кое што може да падне човечкиот дух. Не постои дно. И демоните се најдобар пример за тоа. Едноставно, ние можеме бесконечно далеку да забегуваме, далеку од Бога, далеку од Неговата вистина, што ме еднаш отпаднеме од Него. Затоа единствената здрава состојба е да се живее во Неговата благодат, да се живее во Светиот Дух, да се живее според Неговите заповеди. Тоа е единствената здрава состојба. И многу ги ценам зборовите на православниот свештеник Ивица Тодоров, кој што во една прилика рече: дали знаете што значи да се биде светец? И вели, светец значи да се биде нормален човек. Значи, да се живее според Божите заповеди, да се живее во исполнет со Божјата благодат, а тоа значи со Светиот Дух, тоа е единствената здрава, единствената нормална состојба. Да се живее во грев, во било каков грев, во било каков комплекс, најситен, кој што е пак последица на грев, на духовен отпад, на последица на оддалечување од Бога, е веќе нездрава, ненормална состојба. Значи, секој грешник е нездрав. Често пати ние самите сме нездрави, исполнети со дури и најмали комплекси. Тоа е само доказ, или се чувствуваме очајно, разочарано, несрекно. Се е тоа доказ дека сме изместени. Дека нашата заедница со Бога е прекината, дека имаме проблем во тој однос. На кој начин непријателот завел 1/3 од небесните звезди со лукавство. И тие звезди разбраа. Значи, не се работи за звезди кои што умираат, а пред да умрат бајаги личат на вампири, па долго време личат на вампири, па со сите можни средства, козметички, медиумски, се обидуваат тоа да го покријат. Овде се работи за звезди кои што не умираат, кои што секогаш можат да се прикажат во слава, во сјај и во убавина на која што ќе им позавиди секое човечко око, а кои што се во таква ментална состојба, што за нив нема повеќе спасение. Што мисле, зашто за демоните нема спасение? Дали затоа што Господ е немилостив спрема нив? Затоа што ѓаволот и демоните се наоѓаат во таква ментална состојба, што они уште одамна, пред илјадници години, тие веќе похулиле на Светиот Дух. Значи, кога човек ја премине таа граница, и не само човек, за него повеќе нема враќање назад. Значи, постои точка, постои граница во тоа се законите на духот. Значи, ние сме создадени со дух, душа и тело и ние така функционираме. Како слободните разумни личности, разумните суштества, ангелите, луѓето, така функционираат. Значи, постои граница, која ако се помине, после нема назад, не затоа што Господ не сака, туку затоа што огнот е веќе угаснат. И последната искра е затемнета, оладена, значи, изгасната, повеќе не постои. Не може нашиот дух да се поврати. Не постои во нас никаква мотивација повеќе да посакаме
да бидеме со Бога, да посакаме, не наоѓа никаков одзив Божјата благодат во нашата душа повеќе. Тоа е како зграда, како да сте во зграда во која што веќе се затворени и задзидани сите врати и сите прозорци. И било кој сончев зрак од надвор, значи тој си постои, Божјата благодат од надвор си постои понатаму, со ненамалена сила, но повеќе не може да допре до вас, бидејќи вашата состојба е веќе таква. Да не даде Господ било кој од нас да се најде во таква состојба. Инаку, пред да прекинем за денес, ако продолжиме следната сабота, во таква состојба, значи во состојба на непокајаност, на непрослив грев, како што се вели, или како што Исус објаснил, да се похули на Духот Свети, можат да се најдат лица кои што биле предходно, пред да се случи тоа, биле најупатени во познавањето на Божијата слава. Значи, секогаш кога се зборува за непросливиот грев, кога слушате вакво нешто, може кај некој од вас оваа тема да предизвика сериозна загриженост и страв, да не случајно ние се наоѓаме во таква состојба или блиску до таква состојба. Секам еден верник кој што знаеше често пати, скоро секоја сабота едно време во 2000 година, да дојде кај мене да ме прашува, ја се плашам дека го направив непросливиот грев. Јас постојано му повторувам, ако се плашиш, тоа значи дека не си го направил. Значи, штом постои во тебе некоја загриженост, тревога, значи не си го направил. Човек што го направил непросливиот грев е човек кој му совеста му е толку мртва, што тој повеќе не реагира на ништо, едноставно не му е гајле за ништо. И за најголемо беззаконие, злосторство, око не му трепнува. Како на Бранко, што око не му трепнува. Но, не велам дека Бранко се наоѓа во таква состојба. Еве еден голем слуга на нечестивите сили, омразен скоро од 90% од планетава Земја, поранешниот американски претседател Бил Клинтон, последниве години, како што пратите, станал вегетаријанец. Се разбира, причината била што имал здравствени проблеми и потреба тоа да го направи, и на некој начин се повеќе и повеќе адвентистички сајтови, линкови зборуваат за него, затоа што тој се приближил на таа тема, значи се запознал со овие адвентистички теми и станал пример за истите. Се разбира, тоа само по себе не зборува ништо за неговата духовна состојба, самото вегетаријанство или тоа што човекот се воодушевил од здравствените реформи и не знам што на таа тема. Но може да представува еден знак дека Господ, особено во последно време, може и некои најодвратни безбожници да ги обрати и да ги направи своји светители, па дури, зашто да не, да бидат дел од таа последна триумфална црква, остатокот или 144 илјади. Значи, големата борба се води заради лукавството на непријателот и затоа што тоа лукавство и ден денес трае, затоа што постојат и ден денес милиони и милиони луѓе кои што не го согледале, не се разбудиле духовно и интелектуално, значи, да го согледаат тоа лукавство, да ја разберат вистината, затоа војната се уште трае. И затоа таа војна не се решава само со сила. Но, непријателот успел да излаже и многу адвентисти на седмиот ден, кои што отишле во спротивната крајност, да веруваат дека Господ воопшто и нема да употреби сила. Постои една таа лажна наука дека Господ не убива, кој што и ден денес постои. Тоа е спротивна крајност. Значи, Господ не го решил проблемот на големата борба, проблемот на Луцифер со сила, заради неговото лукавство, заради потребата да се раскринка прво непријателот пред сите, и кога сите во целата вселена ќе признаат,
и ќе му се поклонат на Бога, и ќе ги признаат неговите судови за праведни, како што тоа ни изборува откровението, дури тогаш Господ ќе употреби сила, односно, што е многу лесно за него, од секојаш било, и ќе ги уништи своите непријатели во огненото езеро. Значи, Господ убива, Господ е држава, Господ е власт. Во Стариот Завет, кога неговата држава била во овој свет, тоа најмногу било очигледно. Да не западнеме во таа лажна ерес дека Господ не убива. Но зашто до сега Господ не го решил со сила проблемот на големата борба? Заради лукавството. На кој начин сатаната денес војува со нас? Со лукавство. Значи, пред се со лукавство, иако војува и со сила. И има и такви примери, се разбира. Има прогонства, слични на прогонствата кои што верниците Христовата црква ја трпела ни сите векови, од почетокот во средниот век. Такви прогонства има и денес. Но ќе продолжиме за војната на 144 јади на остатокот против змејот, против Божиот и нивниот непријател. Ако даде Господ и живот, здравие следната сабота. А до тогаш, нека Господ се смилува на секој еден од нас и на нашите најблиски да можеме трезвено и во духот на неговата благодат да се соочуваме со секој предизвик, со секој наредно искушение во нашиот живот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.